Именно студио преживелува интервјуста на Дитес, да ме моја Сантен Дола, депутети ВМРО ДПМН за некој сечен креатар и кувендет Антонио Милошевски. Добро дојдовте во Алцат. Добро вечер и благодарам за поканата. Сакам да почнеме од изборниот резултат првично. ВМРО ДПМН има пад најмалку 140.000 гласови. Дали во партија почна веќе да се отвори темата за одговорност или се очекува и вториот круг, па да бидат вкрсени податоците и да видиме каде ќе биде одговорноста за овој пад? Во вториот круг секако ќе имаме пораст на гласовите, но во секој случај тешко е да се споредуваат локални и парламентарни избори, бидејќи на локалните избори има помал процент на излезеност, а поголема фрагментација по однос на големата бројка на листи за кандидати за советници. На парламентарни избори има поголем процент на излезеност, а истовремено има помала фрагментација и национална униформирана кампања. Ние овие локални избори ги споредуваме со локалните избори 2021 година. Имаме пораст и во бројот на советници, добиени советници, имаме пораст и во бројот на добиени градоначалници. 2021 година освоивме 22 градоначалници, а сега имаме 33 градоначалници. Наспроти тоа, ги имаме ДУИ со освоени само тројца градоначалници, СДСМ само тројца градоначалници и ВЛЕН како коалиционен партнер со освоени 5 градоначалници и сметаме дека како владина коалиција ја добиваме повторно поддршката која ни е потврдена и на локално ниво. Сепак следува и после изборите конгресот на партијата, дали очекувате дека треба да се отвори као тема во конгрес на партијата како дневна тема изборниот резултат, поддршкајќи сето тоа? Сигурно дека ќе биде како тема, ќе има и реизбор на председателот на партијата, тоа се очекува. Потоа, веројатно, ќе има и одредени реформи кадровски, структурни, внатре во ВМРО ДПМН да се искористи овој период, затоа што не очекува период на многу поголема одговорност. ВМРО ДПМН досега имаше секако голема одговорност со бројката на пратеници, со бројката на министри, владата, председател на држава. Сега со зголемувањето на бројката на градоначалници, навистина ќе треба многу работа за да се испорача и да се оправда довербата кај граѓаните. А она што ќе следува, ќе има и одредена, веројатно, одредени поместувања, би рекол, во самата влада, бидејќи со самата победа на досегашниот министер Изет Меджити за градоначалник на Чаир, ќе имаме можност да го пополниме тоа. Сакам да прашам дали промените во владиниот кабинет и изборниот резултат ќе влијае влада да има промена, не само како влада, туку и како коалиционерски партнери. Например, партијата на Максим Димитриевски има најмногу пад на гласови. Дали тоа значи дека ќе треба да остане дел од владата? Владата генерално ќе се базира на бројките кои што партиите ги имаат во собранието. Бројките кои што ги има и ВЛЕН, и ЗНАМ, и ВМРО ДПМН во собранието не се менуваат, без разлика на она што е рефлексија на локалните избори, но една тема е затворена. Затворена е темата за предвремени избори и за влегување на ДУИ во владата. Овие две теми, предвремени избори и влегување на ДУИ во владата, ги користеше партијата на Али Ахмети за мобилизација на сопственото членство, дека наскоро ќе се случи триумф на ДУИ, ќе победи во многу општини, ВМРО ДПМН ќе биде принудена да организира предвремени избори, ДУИ во април-мај влегува во влада, тоа веќе е завршено. Нема предвремени избори, ДУИ останува во опозиција. Тоа што во владата ќе се договори да има одредена можеби рокада, реконструкција, дополнување, освежување на некој кадар, зависи од мандатарот, од премиерот Мицковски, но мислам дека ќе биде нешто символично и нема да предизвика поголеми турбуленции. Ако не за ДУИ, дали за партнерите што се со ДУИ има место во влада? Од одредени партнери на ДУИ, не би ги именувал во моментов, кои што имаат своји пратеници во собранието, ние добиваме позитивни сигнали. Добиваме сигнали дека има расположение дел од нив, поединци или како пратенички партии, да се приближат или да станат дел од владеачкото мнозинство. Така што после изборите, со ваков добар резултат на ВМРО ДПМН и на ВЛЕН заедно, мислам дека привлечната сила на владеачкото мнозинство ќе биде поголема и очекувам двајца-тројца пратеници од Европскиот фронт да се придружат кон владеачкото мнозинство и со тоа да се зајакне и стабилноста во парламентот. Сакам малце да ја прашам за вториот круг, например, ВМРО ДПМН како ќе пристапи во Куманово? Во Куманово веќе имаме начелен договор кој што ние ќе го испочитуваме. Се договоривме со политичката партија ЗНАМ
да ги поддржиме нивните кандидати во Куманово и во општина Центар. Нашата поддршка ќе ја дадеме. Ние сме фер играчи, кога ќе договориме нешто, тогаш се држиме од тоа за да изградиме одредена доверба која што е неопходна да има со коалиционите партнери. На ист начин ќе се однесуваме и таму каде што имаме можност да дадеме поддршка за коалиционите партнери од ВЛЕМ, како што го направивме тоа во Сарај и во Чаир. Како ќе постапувате во Струга, например? Во Струга има независен кандидат кој што е стопанственик, поддржан е од ВЛЕМ. Нашиот комитет на ВМРО-ДПМН има солидна соработка со овој кандидат. Гледаме дека потенцијалот за негова изборна победа е прилично реален и сметам дека ќе успееме заеднички да ја оствариме таа победа. Направивме добар резултат со освоени 6 советници во Советот на општина Струга и мислам дека ВМРО-ДПМН ќе биде составен дел од раководењето на општина Струга во иднина заедно со новиот градоначалник. Дали очекувате Кичево, така како што се вика во наративот, да биде македонски град или ВМРО-вски град? Јас мислам дека позрелите политичари и политички партии одат на тоа за Кичево да биде град на кој што ќе му се даде нова перспектива. Сегашниот градоначалник, кој што 16 години е градоначалник, претходно на општина Осломе, потоа на општина Кичево, гледаме дека не му донесе нова перспектива на Кичево, иако неговата матична партија ДУИ цело време беше на власт додека тој е градоначалник. Во Кичево сакаме да дадеме поддршка на кандидатот кој што обединува. Нашиот кандидат, докторот Јовановски, и семејно гледано, но и општествено гледано во градот е човек кој што обединува и мислам дека може да даде нов импулс на динамиката за живењето во Кичево. Од друга страна, сегашниот актуелен градоначалник Дехари, од она што го слушнавме преку некои објавени материјали од еден кичевчанец албанец кој што живее во Америка, се гледа дека самиот актуелен градоначалник создава раздор во неговата сопствена партија во ДУИ. И сметам дека самиот актуелен градоначалник Дехари не е човек кој што може дури ни симпатизерите на ДУИ да ги обедини во Кичево, а камоли по широкиот круг. И затоа сметам дека во овој дел треба да ги надминеме тие условно кажано стереотипи и да дадеме шанса на тој што нуди подобра програма и реално обединување на сите граѓани на Кичево. Дали за ова има принципиелен, ако не политички и конкретен, принципиелен договор со ВЛЕМ, бидејќи има припадници на ВЛЕМ што имаат различни изјави. Например, Фатми Лимани вели дека ќе го поддржиме најдобриот кандидат. Од друга страна, Билалка Сами вика дека ќе го поддржиме кандидатот албанец. Според мене, најдобро е секој кој што е кандидат за во друга општина, како што е во случајов Билалка Сами за во Тетово или било кој да е друг кандидат за Струга или можеби за Брвеница и слично, секој да се насочи на проектите, на работата и на добивањето на поддршката во својата општина. Кичево нека биде оставено како тема да биде одлучено од самите граѓани на Кичево. И сметам дека граѓаните на Кичево ќе го направат најдобриот избор, кој што ќе биде корисен за цела општина. Верувате дека во Тетово поддршката од ВМРО-ДПМН ќе биде доволна за Билалка Сами да усвои мандатот? Во моментов гледам дека има водство по однос на бројките и, како што кажав, и за Куманово и за општина Центар, ВМРО-ДПМН, а и претходно и за Чаир и за Сарај, е партија која што држи до својот збор и она што го договорила како принцип. Ние сакаме таа доверба со сите коалициони партнери да биде на најдобро можно ниво и ќе ја испочитуваме договорената, да кажем, клаузула што ја имаме со сите коалициони партнери. Дали имате некоја пресметка во државно ниво? Колку гласа добивте вие како коалиција од вашите партнери, конкретно од ВЛЕМ, и колку гласови ВЛЕМ добива од вас? За сега немаме таква проценка, но мислам дека ќе можеме да имаме после вториот круг на изборите, затоа што најголемиот контингент е градот Скопје. Тука ќе има втор круг и ќе може да се забележи тоа според добиените гласови, но секако може да се забележи во првиот изборен круг, например во општина Бутел, каде што сме добиле поддршка од дел од структурите на ВЛЕМ како коалиција, а исто така ние сме возвратиле во општина Чаир, каде што сме дале поддршка за сегашниот нов градоначалник Изет Меджити. Сега малку да збориме за
реформите и законите што треба да бидат усвоени во собранието. Венецијанската комисија испрати писмо со препораки за законот за јавно обвинителство и законот за совет во јавни обвинители. Има неколку препораки таму. Препораките се стручни, препораките се во рамки на поглавијата што треба државата да ги отвори наскоро, ако отвараме устав и ќе збориме и за устав, отварање на устав после. Но дали вие мислите први што дека Игор Филков, министерот за правда, ќе има доволно време да ги испрати овие два закони во собрание и да бидат усвоени, и дали имате обезбедено двотретинско мнозинство, пошто едниот од законите е системски закон што бара двотретинско мнозинство? Според мене, министерот за правда во претходниот период, за жал, не успеа да ја следи динамиката која што самиот ја постави како календар, а поврзана со реформската агенда. И тука имаше одредено закаснување и немам намера тоа да го релативизирам, тоа е факт. Но се надевам дека после изборите ќе има посериозен пристап, за да може овие клучни ресори, правосудство, обвинителство, судски совет, законот за реформа во Академијата за суди и јавни обвинители и слично, да одат на брза трака. Прво да бидат усогласени на ниво на влада, а потоа да ги добијат и мислењето од Венецијанска комисија или од Европската комисија. По однос на законот за судскиот совет, знам дека во моментов се уште се разговара на таа тема внатре во самата влада со различни институции, но се надевам дека до крајот на годината ќе можеме да го донесеме. Доколку не се успее со оваа динамика, тогаш ќе треба да се понесе одговорност за таквото закаснување. Дали верувате дека, ако веќе не е тема изборите или предвремени избори, ако мнозинството се очекува да се проширува, особено после вториот круг, дали мислите дека е време да влада и парламентарното мнозинство собере сила и оди кон отварање на уставот? Денес председателот на владата беше во посета на Обединетото кралство, каде што тие се домаќини на Берлинскиот процес. Гледам дека таму има повеќе средби, меѓу кои и средби со министерот за Европа од Француската република. Сметам дека е тоа добар сигнал, дека сигурно се разговара и на таа тема, но ние установуваме на нашиот принцип. Нашиот принцип е да не се доведеме во ситуација на ново разочарување. Ако направите некоја голема национална концесија, одстапка, како што беше со сменувањето на името, а потоа не почнете преговори, доживувате евроскептицизам. Ако повторно се случи истото и се направи таква концесија, почнете преговори, но после година или две не стигнувате до членството, ако стигнувате до нови блокади, тогаш повторно имате сериозно разочарување. Затоа сакаме да најдеме механизам кој што било какви реформи или одстапки ќе ги поврзе со известниот пат на Македонија до полноправното членство. Тоа зависи во голем дел од Бугарија, но мислам дека уште повеќе зависи од расположението на официјален Париз, Берлин, Копенхаген и другите главни градови. Без разлика дали се ќе биде во ред со надворешната политика и со гаранциите и со се внатре во собранието, дали постои доволна поддршка за отварање на устав и затварање на устав. Тоа знаеме дека колку гласови треба, која поддршка треба, како тоа зависи од, како што кажав, значи не зависи од пратениците или политичката волја на било која опција или коалиција во собранието, тоа зависи од сериозниот пристап на Европската унија. Председателката на комисијата со незината посета фон дер Лајен даде некои сигнали дека се работи, се разработуваат одредени механизми како Македонија да се чувствува дека е на сигурен пат. Ако Европската комисија и Советот на ЕУ успеат да го изнајдат тој механизам, тогаш мислам дека ќе го олеснат овој процес за менаџирање во иднина, но во секој случај сакаме да бидеме на сигурната страна, за да немаме второ, трето или пето разочарување како што сме имали во изминативе 15 години. Бидејќи целта членство во ЕУ е навистина сериозен приоритет на сите политички партии. Дали се согласувате со барањата на одредени обвинители и судии кои викаат дека не смеат да се чепка во платите на судии, обвинители кога станува збор за измени на законот, без разлика што премиерот вика дека сме во отворена војна со правосудството?
Правосудството има прилично низок рейтинг. Јас не би генерализирал да кажам дека сите обвинители се исти или дека сите судии се исти. Навистина меѓу нив има голем број на луѓе кои што си работат работата професионално, честно и со голема продуктивност, но точно е дека потребни се реформи. Потребни се реформи во судскиот совет, потребни се реформи во Советот за јавни обвинители и според мене потребен е и нов државен обвинител кој што ќе направи тим кој што со поголема енергија ќе води борбата против корупцијата и организираниот криминал без селективност и без политички калкулации. Откако тоа ќе го имаме како резултат, тогаш можеме да разговараме и за мериторно покачување на коефициентот на секој еден вклучен во правосудните органи. Благодарам за ваше време во Алсат. Благодарам вам. Ведом па сигле се креме информационните тираќи на Рони мене.